Доработување на новиот систем за субвенционирање или масовни протести се заканија од независниот синдикат на земјоделците. Ваквата најава следи откако ресорното министерство објави дека од јануари наредната година ќе се применува нов начин на субвенционирање. Ова за земјоделците би значило дополнителни трошоци, а стравуваат дека добар дел од нив и ќе ги загубат субвенциите. Она што од нас не загрижува моментално и е многу алармантно, тоа е дека предлог законот ќе биде за земјоделието да се укинат субвенциите, односно да се условуваат земјоделците да мора да плаќаат осигурување на површините, што значи дека оние 2000 денара или 1800 денари по единица декар за субвенции нема да ги добиваме по голем дел, бидејќи ние не сме способни да плаќаме толку големи трошкови на државата. Наместо перспектива, новиот начин на субвенционирање ќе ја уништи последната надежка и земјоделците, сметаат од независниот синдикат. Според преседателот на синдикатот Ставре Јанев, немилосредно е да ги условуваат со задолжително ангажирање на агрономи и осигурување на посеви, во време кога голем дел од нив својот род го продаваат по цена пониска од производната. Јанев смета дека на земјоделците треба да им се понуди опција, а не да се стават пред свршен чин. Вие да воведувате нови трошоци, нови задолженија за земјоделците, тоа значи дека земјоделието практички според наше размислување е доведено во прашање опстојот на него, понатамошната динамика на производство и лично мислам дека најголем дел од земјоделците ќе се откажат од земјоделското производство. И додека земјоделците стравуваат од она што ги очекува по новогодишните празници, власта уверува дека со новиот систем на субвенционирање македонското земјоделство го приспособуваат на европските патеки. Тврдат дека новој начин ќе се спречи сивата економија, а ќе се зголеми и производството на домашна храна во државата.